Hvala na Boga, braće i sestри, što možemo i ova sabota повторно да бидеме и да отваряме во мир речта Негова. Насловот на ова размислување гласи чувари на бања. Една од најтешките ситуации или потешки ситуации или сложени, браќи и сестри, ќе ве вратам во минатото кога сте биле мали и кога сте требало да играте некоја игра, дали фудбал, дали некоја друга игра, и сега тие главните деца бираат две групи. Кои деца првен ги бираат на нивна страна? Поголемите, појаките, посилните, тие што знаат да пуцат, да играт и така натаму. А оние послабите, кои ги бират? На крајот. Какво е тоа чувство кога некој не ве бира, а вие останувате последни? Не е пријатно чувство, така? Едноставно не се чувствувате пријатно. Тоа може да се случи кога ќе пораснеме, кога ќе станеме стари. Некако остануваме последни да не одберат во една или во друг табор, во една или во друга група. А кога ќе не одберат први, какво е тоа чувство? Пријатно. Се чувствуваме многу пријатно и супериорно. Во денешната проповед ќе откриеме една личност според Библијата која 38 години не била одбрана. Сите ја одминувале, како да немале време за таа личност. Едноставно, додека не наишол Исус и додека не го приметил тој болен, а дотогаш никој не го приметувал, никој не сакал да го одбере да биде во неговата група или во неговиот тим, да биде заедно со него или со нив. Нашето проучување, браќи и сестри, се заснова на Евангелието според Јована 5 глава. Ајде, ве молам, отворете заедно, да го следиме овој настан, зашто е интересен, и тоа ќе биде предмет на нашето размислување. Интересно, Јован од 1 до 5 глава го најавува Исуса Христа, зашто бил оспоруван, неговата личност била оспорувана на Исуса. Едноставно го гледале со презир, со подценување, зашто од каде потекнува Исус? Од кое семејство? Од кое место? Може ли нешто да излезе добро од каде? Од Назарет, така. Едноставно, Исус немал некој авторитет по наследна линија, мајка му, татко му или некоја роднина, или некој да бил министер, да бил во владата, па ете, го знаеме, тој е братучет, внук, роднина на тој или на оној. Така да, Јован, богослов, евангелистот Јован покушава, ајде да отвориме Јован, значи прва глава. Ќе одеме да видиме што во првата глава зборува Јован за Исуса. Од каде Исусовото потекло? Што вели првиот стих, првата глава? Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бог, и Словото беше Бог. Едноставно сака да му даде Јован на Исус авторитет, дека неговото потекло е од вечноста. Тој само зел човечко тело и се од тело отворил. Понатаму интересно, тука се појавува друг Јован во втората глава, а тоа е Јован Крстителот, кој едноставно го крштава Исуса, му дава авторитет, и Јован Крстителот за Исуса што вели? Дека е тоа јагне Боже. А израелците дали имале појма за јагнето нешто? Имале ли појма? Па како немале појма кога секојдневно илјаници години колеле јагниња во чест на Исуса кој треба да дојде, секако заради нивните гревови, тие јагниња биле принесувани. И одиме понатаму, во 3 глава, овде сега Јован го нагласува тајниот разговор или таа тајна среда помеѓу Исуса и Никодима. Овде Исус му зборува на Никодима за тоа духовно раѓање. И потоа, овде во 4 глава, Исус ги руши сите предрасуди кои постоеле помеѓу евреите и останатите луѓе. Овде е разговорот помеѓу кого? Жената Самарјанка, Исуса. Таа табу тема која постоела меѓу израелците и останатите луѓе, Исус го руши тој плет, тој ѕид на раздвојување и укажува дека сите се еднакви пред Бога, дека спасението е наменето и за нив. И потоа доаѓа сега 5 глава. 5 глава, нешто што ќе ни ги отвори очите и нам денеска, а им ги отворил Исус очите и на овие горди фарисеи кои биле поред Исуса, тие црковни учители. Овде сега расположението интересно се менува. Овде Исус, односно Јован, ја открива борбата кај црковните учители. Кој повеќе го држи законот, кој повеќе ги почитува правилата.
И ние подоцна малце ќе се навратиме на тие закони. И сега ако одете понатаму во 6 глава, во 7 ќе видите Исусовата популарност се повеќе и повеќе расте. Но расте и непријателството кон Исуса, затоа што Исус им ги открил работите на фарисеите, на црковните водачи, што било спротивно на Божјата волја и неговиот закон. Браќи и сестри, важно да го разбереме Исус каков е. Овде, во ова постапка со овој човек кој бил инвалид, колку години бил? 38 години. Има ли некој помеѓу нас овде 38 години кој е во старост? Може би има. Замислете 38 години да вашите мускули, вашите раце и нозе не функционират. Ајде да читаме Јован, ќе читам од овој превод, зашто ми некако по-близок. Јован 5 глава, од првиот стих, па ќе читаме до 15-тиот, за да добиеме една слика. Еве што пишува. Пото имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Иерусалим. Значи, гледате сликата, Иерусалим бил на мало брдо, вели се искачи во Иерусалим. А во Иерусалим, кај овчата врата, односно порта, има бања, по-еврејски наречена Вицееда, со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни. Гледате сега, Јован ни ја доближува таа слика со овие зборови. Болни, не само болни, општо кажано. Какви се тие болни? Слепи биле луѓето. Куци. Што значи куци? Сакати. Исушени. Замислите, исушени раце, нозе. Со години луѓето не функционирале. Кои очекува да се раздвижи водата. И сега гледате овде 4-тиот стих како да е дометнат, во заграда е ставен. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвивуваше водата. А кој прв ќе влезеше во придвижувањето на водата, оздравуваше од каква било болест на боледување. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори, да, Господи, само немам човек кој ќе ме спушти во бањата, која ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, друг слегова пред мене. Оде само сега ќе направиме една мала дигресија со оние луѓето кои го носели оној болниот човек во чаршав завиткан и кога Исус беше во посета на семејство, а тие луѓе кога не може да се доближат до Исуса, која метода ја искористија? По скалите од кровот го спушти. Сеќавате на друг настан. Очигледно сега тие ги нема пријатели кои би направиле пат за да се допрат до Исуса. И овој човек оправдано вели, нема никој кој ќе ме турне таму во водата, во базентот, во бањата да влезе. А Исус му рече, стани, земи ја постелката своја и оди си. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше. А тој ден беше сабот. Тој ден беше сабот. Нагласувам, тој ден беше сабот, зашто после ќе се навратиме повторно нова мисла. Заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот, сабота е и не треба да ја носиш својата постелка. Но тој му одговори, оној што ме излекува ми рече, земи ја постелката своја и оди. А тие го прашаа, кој е човекот што ти рече, земи ја постелката своја и оди? Но исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи на тоа место имаше многу народ. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече, ете сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. А човекот отиде, им каже на јудејците дека Исус е оној што го излекувал. И тука завршува ова историја или овој настан, браќа и сестри. Овде, од овој настан ќе извлечеме 3 чекори кои се многу важни ние да ги направиме во нашиот живот, а тоа е првиот чекор е желба. Ако сакаме промена да имаме, мора да имаме желба. Овој човек дали имал желба да биде здрав? Имал, но имало пречки во стварување таа желба. И ние, кога почнува новата година, имаме желби, си посакуваме ова или она, ветуваме пред Бога дека ќе ја прочитаме целата Библија, меѓуто таму до 3-та
книга Мојсеева, некако запнуваме кога ќе дојдеме до тие родословија или до некои други пречки и тие желби некако спласнуваат и можеби почнуваме одново и одново. Убаво е ако почнуваме повторно, но сепак желбата е многу важна. Овој човек имал желба да биде здрав. Сега ќе ве подсетам на една цртана серија Снупи. Сеќавате за цртаната серија Снупи. Снупи размислува во една епизода и вели: вчера бев пес, куче, денес сум повторно што? Куче, утре веројатно и понатаму ќе бидам пес. Немам никаква надеж за напредување. Што ќе кажеме за ова цртана серија за Снупи? Дали он имал желба за промена? Денес сум куче, вчера бев куче или пес, утре повторно ќе се останам пес. Браќи и сестри, ние дојдовме до човек чија состојба е безизлезна. Овој човек 38 години седел, лежел, секако не бил 38 години во бањата или поред бањата, него доаѓал, го носел очигледно со намера некако да добие привилегија да влезе прво во водата. Зошто? Затоа што таму во тој крај имало верување кај луѓето дека ноќта доаѓал ангел. И затоа писателот овде става во заграда, ако приметивте во Библијата. Тоа е во заграда 4 стих, како да е дометнат, значи нешто како некој традиционално верување, и Јован го додал да ни биде појасно зошто луѓето верували и како верували. Ако читате во книгата Копнежот на вековите, ќе видите таму е објаснето тоа верување на израелците дека доаѓал ангел преку ноќта и ја мател водата и првиот кој ќе влегол оздравува. Се чини дека тоа било можеби напишено во оригиналот на маргините, знаете. Понекогаш ние си пишуваме од страна да се подсетиме. И после тоа е вметнато во 4 стих да ни биде појасно да сватиме дека тоа верување било кај луѓето, тоа е локално верување дека водата во Витезда има исцелителна мог и оној првиот кој ќе влезе внатре ќе биде здрав. Но овде, браќи и сестри, Јован сака да ни каже дека имало мноштво многу болни. Лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени кои очекуваат да се раздвижи водата. Помеѓу ова група на луѓе, бројката не ја знаеме, а било многу, очигледно сега Јован, писателот, фокусот, ако имал камера, фокусот го доближува до овој болен, кој лежи на својот одар, на својата постелка, на својот кауч, како сакате, кој збор употребите, важно, тука лежал, рогозина, што е да имал, тука тој бил поред бањата. 38 години ја изгубил контролата над своите мускули, над своите раце, едноставно бил парализиран. Но, браќи и сестри, кога Исус дошол во посета, скоро никој не го приметил. Зашто Исус надворешно не се разликувал од останатите луѓе. Но Исус дошол со посебна намера, со посебна цел, со посебна идеја да го излечи овој човек кој имал желба. Значи имал желба. Многу е битно за промена во нашиот живот, треба да имаме желба. Овој човек го изнесува својот очај. Читајте го овој разговор. Интересно, зошто Исус го прашува сакаше да бидеш здрав? Ако одете во болницата долу и посетите некој оделение и да го прашате болниот: Господине, сакаше да бидеш здрав? Може би малце ќе биде чудно да го прашате болниот дали сака да биде здрав. Но Исус со право го прашал. Имало луѓе кои не сакале да бидат здрави. Не мислам физички, туку и за духовно. Замислите оној богатото момче кој е дошло кај Исуса и му поставила прашање. Сеќавате? Исус што му вели? Ако сакаш ова, иди, ослободи се од она. Очигледно тој не сакал да биде здрав духовно. И затоа овде со право Исус го прашува: сакаш ли да бидеш здрав? Човекот секако одговорил: да, Господе, сакам, но не е причината кај мене, туку не можам самиот да се доближам, да влезам во водата. Но, браќи и сестри, интересно, Исусовиот план бил поинаков од планот на овој човек. Исус немал намера на овој човек да му помогне, да го фати за рак или за ногу, да го довлечка и да го бутне тамо, да го турне во водата, или да чекал ноќеска. И ако се случи дека има галама, луѓето приметиле дека болните дошол ангел и водата заталасена, па Исус да го
turne da влезе во водата. Исус немал таква намера. Исус имал друга цел. Наместо тоа, тој сакал за секогаш овој човек, овој болен, да го тргне од бањата, од бедата, кај базенот. И затоа Исус не му вели само дали веруваш, дали сакаш, и вели стани, туку земја е постелката. Што значи земја постелката? За тебе повеќе овде место нема да има. Ти ќе бидеш здрав за секогаш. Но човекот се соочува со еден проблем, како и ние што би се соочиле. Човекот што одговара. Замислите, Исус му вели стани, тоа е заповед. Зборот стани се користи и кога учениците пловеле по она езеро и чамецот само што не потонал, Исус се појавува и на ветрот, што вели Исус? Сопри, стани. Но човекот му вели стани. Ја не знам што размислува болен, но ајде да влеземе во неговиот ум. 38 години овој болен човек не можел да стане. Не можел да исполни ова задача или да одговори на прашањето стани. Не можам, може рекол човекот. Исусе, односно Господине, бидејќи не знал дека Исус. Не можам да станам 38 години, јас овде лежам, односно сум болен. А Исус му вели, не ти велам само да станеш, туку ти заповедам да станеш и да ја земеш постелката и замени си дома. За тебе повеќе овде нема место. Браќи и сестри, Исус ја отстранува можноста, болеста кај овој човек повторно да се врати. Тој вели, Исус вели, земи ја постелката своја и оди. Зошто Исус тоа го рекол, браќи и сестри? Тоа го рекол затоа што Исус знаел дека повеќе нема потреба овој човек да биде овде, поред бањата, поред овој базен. Исус очекува траен успех. Земи го својот одар, или како некој превод што вели, земи својата постелка и оди си дома. Браќи и сестри, времето, другите да го носат, зашто други го донеле, е минато, сака да му каже Исус на овој човек. Повеќе немаш потреба други да те носат. Повеќе немаш потреба да молиш некого да те донесат и тука да очекуваш спасение. Време е да одиш. Денеска Исус може и нам ни вели исто, стани, брати и сестри, време е да одиш. Немој да се потпираш на тие стапови. Немој веќе да се потпираш на тие твои пријатели во смисол кои те туркаат во твојот живот. Време да станеш. Исус ни вели, време да станеш. Земи го она што те врзува за тоа подраче. Време да станеме и да го послушаме Господа. И навистина, браќи и сестри, Исус направил големо чудо. Тоа чудо подосна ќе го приметат они кои се околу овој болен човек, односно оние кои доаѓале тука само да гледат и да фаќаат забелешки. Бидејќи кој ден се случува тоа? Во кој ден? Сабота. Впрочем, Исус секогаш кога прави чуда, ги прави тивко, не бомбасто да предизвика некој револт, туку само им вели на луѓето, оди си дома, дај дар, покаже се кај свештениците, ако било губа или нешто слично, зашто тие давале зелено светло, ако некој носи болест на себе. Понатаму, браќи и сестри, може да кажеме дека вториот чекор била решителност. Овој човек бил решителен. Едноставно ја прифатил пораката или заповедта од Исуса и решил да стане. Замислете тој да се двоумил, да каже, па чекај, јас 38 години ногата не ми стапнала. Моите коски, односно моите жили, моите мускули се исушени. Не, тој послушал. Бил решителен и ја послушал заповедта Исусова. И третиот чекор кој го наоѓаме е посветеност. Колку сме ние посветени, браќи и сестри, на оно што го работиме? Дали ние сме посветени на Божите правила, онака како што требе, или одиме во некои крајности? Еве да се подсетиме на законите кои ги имале евреите. Дали некој се забележи дека некои закони остануваат на сила премногу долго? У некои држави. Некој закон изгласан, добро, ние сме млада држава, да кажеме, меѓутоа има држави по 100, 200, 300 години. И некои закони долго траат и предолго, а условите на живот се промениле. Еве, например, во Пенсилванија, казната за псуење, ако псуеш на отворено место, на надвор, да кажеме, на јавно место, е 45 центи.
Znači, nekoj psovka kje kažeš i policajac te tuka, može te kazniti 45 centi. No ako go spomneš Boga во psovkata, kazната je 6 i 7 centi. Mala razlika. Ете, таков закон донеле стотици години наназад и се уште се практикува. Во Сиетел е незаконски златни рибки да се превезуваат во градски автобус, освен ако не лежат мирно. Не знам како тој закон има логика, но некојаш имало потреба и тој закон се уште постои. Законот во Мичиген бара секоја зима пчелите да се попишуваат. Може имало потреба. Значи се прави попис колку имаш кошници, колку сандаци и попис. Еден стар закон во Холивуд, обратете сега внимание, а Холивуд денеска е центар на филмот и на сите тие работи, а тогаш може би било едно обично село или мала провинција, имало закон кој забранува повеќе од 2000 овци отеднаш да се водат по Холивудскиот булевар. Сте виделе како Холивуд изгледа? Значи, тогаш може бил еден пат и тука се снимале, што ти знам, може филмови, забрането било да одат овци, да ги тераш повеќе од 2000. И тој закон се уште постои. А тамо сега е асфалт и градба. Еден закон во Минесота бара машка и женска облека да не се сушат заедно на иста жица. Видите какви се некои закони донесени, може би без везе, но имало потреба во тоа време. Во Илиноус на жените не им е дозволено во една продавница да пробат повеќе од 6 фустани. Доста им е. Значи, 6 фустани во исти дуќан да ги пробаш. Постојат некои правила на зидот запишено, повеќе од толку фустани не може да се пробат во исти дуќан. Ете и такви, може би, безвезни закони, но тие биле дадени и негде се уште постојат. Во нашиот текст овде, што го читавме, кој закон стапува на сцена овде сега? Дали Божиот или човечкиот? Овие фарисеите, кога го виделе човекот дека е оздравен, што кажале? Човекот отиде им кажа на јудејците дека Исус го излекува. Ај претходно да читаме. Потоа Исус го најде во храмот уште пред тоа, тогаш го праша, значи го прашале кога го приметиле дека е излечен. Кој е човекот што ти рече подигни ја својата постелка и оди? А исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус се отстрани. И сега овие законици би ги нарекле. Овие фарисеи, црковни учители. Затоа што е саботата, вели сабота е и не треба да носиш својата постелка. Ја не знам дали овој човек имал кауч там, тросет, двосет, пазел, такси, па да го товара тој кауч, што е да било. Може била една рогозинка, еден обичен чаршав, постелка. Но овие црковни фарисеи го праша, кој е тој човек што ти рече? Земја постелката свој одиси. Но исцелениот не знаеше кој, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи на тоа место имаше многу народ. А потоа Исус го среќава во храмот, во црква, болниот и му вели, ете сега си здрав и не греши повеќе, да не ти биде полош. А човекот сега радосен, тој и физички излечен и духовно, да ја сподели својата радост, оди кај тие кај кого треба се покаже, да го прогласа дека е здрав. Вели, отиде кај јудејците, дека Исус е оној што го излекува. Противењето се јавува кога законот е поважен од милоста. Овде гледаме сега, овие црковни великодостојници го барат она што го нема во Божиот закон, во моралниот закон, она што тие сега ќе го кажат. Едноставно, по нивно толкување, овој човек направил греф според еврејскиот закон, а не според Божиот закон. Знаете, евреите имале многу чудни закони. Ако овцата му падне во бунарот, дали може да ја спаси евреинот? Да. Но ако човекот падне, ќе се молиме Бог да му помогне. Ете, оделе во некои крајности што тие додале своји закони на Божиот закон кој тоа не го барал од нив. Тоа не било нешто што Бог го рекол, туку нешто што настанало во текот на годините на рабинската традиција. Тие го опфаќале секое подраче на животот. Толку го загорчеле животот на христијанинот или на верникот во тоа време, што луѓето се плашеле кога ќе дојде сабота. Значи, додале своји закони, а Божиот закон е толку добар. Ако читаме во Исаја, 66 глава, тамо вели, ако го нарече саботниот ден, како?
milina, radost. Едва да чекаме да дојде сабота, а нажалост во тоа време едва и чекали да не дојде сабота. Некои, зашто биле обременити тие Божи правила, со нивни додатоци, што на луѓето им го загорчувале верскиот живот. Еве да ве подсетам. Например, во сабота човек можел на својот близок да му позајми грне вино или масло. Грне, знаете што, во некој сад. Но при тоа да не му каже позајми ми. Тоа би подразбирало трансакција, а трансакцијата можеби би опфатила пишување, а пишувањето било забрането, било греф според еврејските закони. Но, значи, ако на друг начин тоа го добие, не е греф. Ама ако каже позајми ми, зашто он треба да запише, треба утре да го враќа. Или, например, ако човекот во текот на саботната ноќ го изгаси жарот, знаете, кај што се греат или осветлува, од страф од незнабожци или разбойници, или од лоши духови, или да го утеши оној кој е болен и не може да спие, не е виновен. Да повторам, значи, ако жарот го изгасиш од страф од незнабожци, од разбойници, од лоши духови, или ако го утешиш оној кој е болен, не си виновен. Но ако тоа го направи промислено, само за да заштеди на масло или фитил, крив е. Погледнете се какви закони додале овие црковни учители, што нема врска со Божиот закон, со 4-та заповед. Или пак човек, став за исцелување во сабота, например, според нивните закони. Човек во сабота не сме да стави оцет на зап ако го боли. Ете, ставале оцет, може би тоа некој лек, да ја ублажи болката. Но сме да користи оцет во храна по рабинската филозофија. Значи, не смеш да ставиш оцет на зап, но во храната можеш да ставиш. Ете, тие дале такви правила. И затоа, според оваа филозофија, што кога разбра дека овој човек е излечен, рекле, ако е излечен, тогаш е излечен. И сега може да ја замислите колку били изненадени овие луѓе, кога во сабота овој човек не само што бил излечен, туку прави работа. Ја замотал наметката, односно кебето или што имал, што лежел, и радосен, може се поздрав со своите колеги тука и им рекол, јас сум сега здрав, пријатно, Господа ви помогне, еви јас ки си заминам, одам во црква, одам во храмот, да му кажам фала на Бога и да дадам дар. Овој поранешен инвалид му било наредено во сабота да си ја земе својата постелка. Според тие закони, не според Божиот, според нивните закони, тој направил греф. Што, некој те излечил? Кој? Кажи, кој не тој? Ајде да го видиме. Како смееш ти да работиш во сабота такви работи? Интересно, што овој човек не знаел кој го излечи, тоа веќе неколку пати го нагласивме. Но тој, браќи и сестри, едноставно го послушал оној што му кажал. Тоа бил Исус, неговата наредба. Едноставно, човекот си заминал и си отишол дома. Браќи и сестри, зар не е интересно тоа што ово време кое донело радост за овој човек, исцелување духовно и физички, овие луѓе биле толку настроени со лоши намери. Настанало целосно исцелување за овој човек. Би требало да се прославува Бога, да се радуваат сите. Но нивните правила, според нивните правила овој човек бил грешник, затоа што ги прекршил нивните традиции. Но без разлика што тие направиле, доаѓаме сега до следниот чекор. Кога Бог делува во нашиот живот, време, браќи и сестри, за обожавање. Не сме никој да ни застане на пат, па макар и црковните учители, кои во тоа време додале своји закони. Кога треба се радуваме, радувајте се. Еврејските водачи може би не слават и тој им е испод цена да го обожават тој што го сметале драводелец, кој го сметале дека потекнува од некое недобро семејство. Овој болен човек го слави. Кога разбрал дека е тоа Исус Христос, вели, се врати кај јудејците. И сега им кажал јасно и гласно кој ме излечи, кој ми даде наредба да станам, кој ми каже да ја земам наметката и да си заминам дома. Браќи сестри, сега човекот, односно Исус, го свртува умот на овој човек во една нова состојба и му вели, остави ги тие.
Nemoj da se zamaraš, zašto повторно ќе бидеш болен. И зато му рекол, не греши повеќе, да не ти биде полош. Немој повеќе да грешиш. Исус му дава уште една заповед. Му било простено и физички, и духовно. Тој бил испран и очистен. Повторно е нов и цел. И таков ќе остане. Така се ради сега да се осврнеме кон нас овде. Воопшто, како луѓе. Кога ќе отидеме во црква, ние лесно ја гледаме површината само. Не ја гледаме длабината на нашите срце, зашто то не ни е дадено и добро што не ни е дадено. Сите ние кога доаѓаме во црква, доаѓаме во облека со најубава насмевка, така? Доаѓаме, се прашуваме како си, добар сум, добар си, така натаму. Сите изгледаме наводно среќно. Лесно да предпоставиме дека се е во ред. Но ако сме подготвени да погледнеме малце подлабоко во суштината на моето или на твоето срце, ќе сватиме дека во нашите клупи седат луѓе полни кои страдаат. Луѓе кои можеби се со неисполнети соништа. Луѓе кои можеби се парализирани во својот ум. Болни, сиромашни, луѓе во неволја, осамени, загрижени, под тежок стрес. Тоа може бидем јас, ти или било кој од нас. Ќе откриеме дека никој не е имун на болките, на проклетството на човештвото. Но затоа, браќа и сестри, постои решение. Може би никој не те зема во игра, таму си последниот. Може би 38 години чекаш некој да ти каже, дојди во мојата екипа ќе бидеш, во мојата постава. Овој човек 38 години седел, лежел, овкал, исушени мускули. Но доаѓа оној кој требало да дојде. Доаѓа Исус му вели, ти сакаше да бидеш здрав. Исус може би прстот ќе го насочи кон тебе денес и кон мене и ќе каже, сакаше да бидеш здрав. Се ќе ти простам, се ќе избришам, се ќе фрлам во таа вода, каде што луѓето верувале дека постои лек. Исус исполнува сечија молитва наша, браќи и сестри, секоја молитва наша. Исус е одговор на ова приказна кој го открил човекот кој бил избран од Исуса. Исус сака да доживееме денеска исполнување, браќи и сестри. Тој тоа може да ни го даде не затоа што го заслужуваме, туку затоа што тој во својата милост сака да не исполни. Божјата милост е голема. Кога Исус не гледа, Исус не гледа болни, сакати, изнемоштени, суви или рахитични или било какви. Исус те гледа здрав. Исус те гледа дете во неговото царство. Тој гледа целокупната твоја слика. Исус не размислува само за нашето здравје, тој размислува овде, текстот вели, и за нашата душа. Исус се насочува на нашите можности, а не на она што ни недостасува. Исус не го оставил овој човек кога рекол дека не може да оди. Човекот вели, да, Господине, сакам да бидам здрав, но нема кој да ме турне во водата. Исус може би рекол, па добро, остани си, ќе отидам на следниот, зашто имало многу луѓе. Реке се, Исус ја видел можноста кај овој човек. Тој би можел да оди. Исус го гледа истото денеска и со тебе и со мене. Нашиот живот без Исуса, може ќе покушаваме понекогаш или некој покушал да живее, но животот без Исуса е живот како инвалид без здравје. Ние сме духовно слепи сите, браќи и сестри, без Исуса. Но ние со Исуса може да гледаме. Ние сме емотивно троми без Исуса. Ние сме морално парализирани, но Исус сака да станеме од нашето место на неуспех, неспособност и очај. Тој сака да си го земе својот одар. Доста ја чувавме бањата, браќи и сестри. Доста лежевме кај својата бања. Имаш ли ти своја бања? Зашто зборуваме денеска за чувари на бањата. Овие луѓе со години ја чувале бањата. До кога ќе седеме, ќе лежиме кај својата бања? А бањата е символ за болести, да, и за оздравување, ама ретки биле, само еден. А имало стотици болни. Бањата е символ за болни. Одете било во која бања? Во Бања Банско, во Кежовица или не знам, во Западна Македонија, Катлановска. Таму какви луѓе доаѓаат? Здрави или болни? Болни! Бањата е символ за болни луѓе, кои овкаат, кои се парализирани, рахитични и така натаму. Време е да ја напуштиме својата бања. Време е да го земе својот одар, својата черга и да тргнеме од тоа место. Исус сака да одиме во нов живот. Време е да станеме и да проодиме. Исус вели во Матеј 11:28.
дојдете кај мене, сите кои сте какви? Болни, кои сте тука поред вашата бања, со вашата черга, со вашето кебе, здиплете ја на метката, време да си одете, Исус вели. Време е да напуштите ова место кај што само очај, бледило, песимизам. Време да станете, време да тргнете, со вас имам добри намери. Време е да напуштиме својата бања, браќи и сестри. Доста сме поред неа. Време за нов живот со Христа. Павле вели, кој е во Христа, тој е ново создание. Да, ќе има физички болести, додека сме на овој свет. Но духовно да не бидеме болни, тоа е многу по-болно, ако бидеме духовно болни. Исус сака и духовно да не излечи, секако и физички. Доста бевме поред својата бања. Колку години сме таму. Исус вели, стани и оди во нов живот. Господ да ни помогне, браќи и сестри. Господ да не благослови и да не оживее, зашто во Бога е силата, во Бога е моќта. Наше е да бидеме, да име желба, да име волја, да име решителност и да тргнеме по патот кој Исус ни го трасирал. Нека мој слава за овој пример и за ова сведоштво на болниот поред Витезда, но да биде тоа и наше славно искуство. Амин.